Секој дом е универзитет, а секој родител е професор. Со оваа мисла на Махатма Ганди го отварам новото издание на Приказна во кое што ќе зборуваме за родителството. Останете со нас. Секој родител различно ја дефинира целта во поглед на воспитувањето. Но она што сите треба да го постигнеме е создавање на среќни деца. Еве што истражуваме во ова издание на Приказна. Често се среќаваме со поуката децата се огледало на родителите. Секој родител различно ја дефинира целта на воспитувањето на своите деца, но најверојатно мнозинството сакаат да воспитаат среќно дете кое подоцна ќе биде способно за самостоен живот. Односот помеѓу родителите и детето почнува да се формира веднаш после раѓањето на детето. Чувството на безбедност и љубов во семејството се основа за формирање на позитивна слика за себе кај детето, што е неопходен елемент за среќа кога ќе порасне. Воспитувањето почнува веднаш по раѓањето на детето. Да бидеме попрецизни, воспитувањето во права смисла на зборот започнува по завршувањето на првата година. Во тој период првпат се јавува потреба за поставување на ограничување на детето, тоа всушност е периодот кога детето почнува само да се движи. Додека детето самостојно ја истражува околината, тоа првпат се среќава со ограничувањата што му се наметнуваат од страна на родителите. Например, кога детето посегнува по врел предмет, а родителот го спречува во тоа за да не се изгори. Според тоа, поголемите дечиња можат да разберат и почитуваат некои ограничувања, додека пак доенчињата се уште не можат. Односот родител-дете почнува да се формира веднаш со самото зачнување на детето. Иако некои истражувања покажуваат дека веројатно и многу порано односот почнува да се гради, каде во перцепцијата, во ставот, во убедувањето, во верувањето на родителот во однос на родителството. Иако не може да се исклучи моментот дека кога ќе добиеме дете, многу од убедувањата, верувањата и ставовите можеби ќе ни се сменат, ќе ни се моделираат или ќе научиме нешто ново, ќе се психоедуцираме. Што значи дека повеќе би дала акцент на тоа не кога се создава односот, отколку на тоа дека односот е нешто што е регенерабилно, нешто што е променливо, нешто кое што можеме денес ако одлучиме да го смениме и да работиме во однос на тоа, немаме таква пречка која што може да не спречи да обновиме и да вратиме здрав и успешен хармоничен однос родител-дете. До неодамна се мислело дека цврстата рака е најдобриот начин на воспитување, односно дека детето најлесно се контролира кога ќе му ја наметнете својата моќ. Меѓутоа општеството расте и се менува, а насилството е непосекувано. Со традиционалните модели на воспитување повеќе се поврзува казнувањето отколку дисциплинирањето. Казнувањето значи дека тие се насочени кон тоа да постигнат безусловна послушност кај децата и да поттикнат добро однесување кај нив со примена на психолошка контрола, која што ќе подразбира засрамување, која што ќе подразбира навреди, заканување, а понекогаш и физичко казнување. Пораката која што се праќа кај децата кога тие се казнуваат за некое однесување е дека тие треба да платат за грешката која што ја направиле. Понекогаш кога станува збор за физичко казнување, значи дека плаќаат со физичка болка и со страдање. Она што како последица се појавува од ваквиот тип на казнување е дека детето не успева да разликува дека некое негово однесување е несоодветно или дека е лошо, туку дека тие како личност се лоши. И затоа казнувањето негативно влијае врз самодовербата, негативно влијае врз самопочета која децата имаат. Телесното казнување на децата е забрането и многумина возрастни се прашуваат како и со што да ги воспитуваат децата. Физичката казна е воспитен метод кој што е карактеристичен за нашето поднебје. Да речам со тоа што истата има кратко траен и релативен ефект, родителот може да постигне посакувана цел во моментот кога ја користи физичката казна, меѓутоа во најмала мера воопшто не може да постигне долготраен ефект врз персоналитетот и врз ликот на самото дете. Физичкото казнување, особено колку е подолготрајно и колку е позачестено, предизвикува ниска самопочит кај детето. Дете учи да не се сака себе си, да не се грижи себе си, да не се вреднува себе си.
Тоа на некој начин ја дестимулира емоционалната интелигентност и социјалната интелигентност на детето. Па детето развива проблеми со социјалната средина, проблеми со авторитети. Впрочем, на насилството, односно на физичкото казнување како тип на насилно однесување, дете реагира на два начини. Или го прифаќа, го моделира начинот на однесување, со тоа што потоа ќе го имплементира и ќе го насочи кон средината, врсниците или околината, или пак ќе биде автоагресивно, со тоа што ќе си прави забрани, со тоа што ќе работи против себе на некој начин и ќе биде автоагресивно. Во изобилието на различни пристапи на воспитување кои нудат различни техники при работата со деца, родителите и други возрастни личности кои работат со деца, често се прашуваат кој е вистинскиот начин и кој метод да го одберат. Најдобриот одговор е дека не постои еден рецепт за добро воспитување, една метода, техника која би ги решила сите проблеми за секогаш. Не постои метод воспитан со кој што се раѓаме. Не постои родителска школа и вештини со кои што се раѓаме. Родителството е нешто што се учи, нешто кое што се стекнува по патот на животот, усвојувајќи вештини од нашите родители, а понатаму и од читање, едукација и пратење на такви содржини. Меѓутоа, постои наука која што создала методи за воспитување и таквите методи се темелат не само на науката, него и на научни истражувања применети на деца и на родители. Еден таков е позитивното родителство, но постојат како такви, постојат и методи кои што провоцираат позитивна дисциплина во домот, позитивна дисциплина во училницата, што значи дека методи има, само треба да бидеме расположени да ги усвојуваме. Во секоја нова деценија, родителските стилови добиваат некои нови форми, кои не биле карактеристични за претходната, доколку се земе општествениот контекст кој постојано се менува, а се менуваат и очекувањата заедно со улогата на родител, иако во суштина коренот на родителската улога останува скоро непроменет. Родителските стилови кои денес се практикуваат во психолошката теорија се базираат на работата на Дајана Баумрайнд, развоен психолог кој во 60-тите години забележала дека преучилишните деца манифестираат различни однесувања и секое однесување било поврзано со специфичен родителско-воспитен стил, релација која водела до различни резултати во детскиот развој, релација која развива одредени карактеристики и особини кај децата. Нејзината работа, базирана на темелна анализа, идентификувала 4 добро познати родителско-воспитни стилови: авторитативен, авторитарен, попустлив и индиферентен. Освен семејството, родителите, односно примерните даватели на грижа и нега, за кои што по сео на што досега зборувавме, многу јасно дека се најзначајниот фактор кој што влијае врз тоа каков ќе биде детскиот развој, колку ќе биде брз, колку ќе биде соодветен. Има и други фактори кои што влијаат. Некои се надворешни, некои се внатрешни. Основата е таа генетика, односно она што го наследуваме. И тоа се однесува и на физичките и на психолошките предиспозиции, кои што даваат некаква рамка, нели, бидејќи колку и да се две деца исти, сепак некои деца побрзо и многу полесно ќе се овладуваат некои вештини, а некои деца ќе го прават тоа многу потешко и многу поспоро. Така да генетиката е основата која што ја дава рамката до каде и што некој може да се развива и во која насока. Нели, не сите имаме таленти за музика или за спорт и така натаму. Друг многу битен фактор е околината. Околината, пошироката околина која што би требало да обезбеди и да им даде на децата можност, значи безбедно и сигурно да домуваат во добри и соодветни услови. Меѓутоа не само во домот, туку и во надворешната околина. Значи да има можности да се развиваат, да има можности да играат, да има можности да се рекреираат, да има можности да бидат изложени на чист воздух, на чиста вода. Многу е битно, нели, многу е битна исхраната, особено колку децата се помали. Последниве години актуелно е позитивното родителство. Овој тренд се состои од препораки кои се појавија како резултати на светскиот извештај за насилство врз децата на Обединетите нации во 2006 година за намалување на насилството врз децата во нивните семејства.
Овој извештај укажа на потребата од промена на културолошката практика која придонесува за зголемување на насилството врз децата, вклучувајќи забрана на физичка казна, промовирање ненасилна комуникација и релации со детето, усовршување на вештините на родителите за користење ненасилна комуникација и почитување на детската личност, правата и развојните потреби. Позитивното родителство неминовно е добар воспитен метод. Јас повеќе би рекла долготраен воспитен метод, затоа што со позитивното родителство дете учи да се себе почитува, да се себе вреднува, да има психолошка слобода и креативно да решава проблеми. Тоа дете усвојува подобра самоконтрола, подобар социјален локус, подобар однос и поздрав однос со врсниците околу него, но исто така и ги користи своите потенцијали, способности со цел да создаде една интегрирана личност. Позитивното родителство во суштина ги има афирмацијата и сигурноста во родителските постапки и методи, развивање самосвест, самодоверба и надградување на родителските капацитети за поддршка и воспитување на детето. Во основа позитивното родителство е насочено кон развивање на таа една стабилна релација и посветена врска помеѓу детето и родителот и се темели на многу комуникација и на многу заемно почитување. Многу често се очекува од децата дека тие треба да ги почитуваат возрастните и дека тоа е само еднострано, а не да му дадеме на детето искуство уште од мало, што значи да биде и тоа почитувано. Бидејќи искуствата кои што ги имаме во раното детство, особено искуствата со оние со кои што поменуваме најмногу време, тоа се најчесто родителите или било кои други кои што се примерни даватели на грижа и на нега, понатаму ни ги даваат основите за другите релации. Секој од нас како родител го сака најдоброто за своето дете, но често пати во таа желба да бидеме најдобри, сите ние грешиме. Како да научиме да бидеме подобри родители? Кога зборуваме за родителството, тоа е навистина еден огромен предизвик за сите луѓе кои што се родители и кои што сакаат да бидат. И во однос на родителските вештини базично се делат според неколку карактеристики на луѓето во однос на родителството, а тоа е емоционалноста и контролата. И во комбинација на нив се добиваат базично 4 типа на родителство. Едните се луѓе кои што повеќе даваат значење на емоционалноста, поважно им е детето да се чувствува пријатно, да биде задоволно, а за сметка на тоа контролата е понамалена. И тогаш зборуваме за попустлив вид на родителство. Ова се оние типови на родителство кои што ќе дозволат дете да прави некои работи, иако тоа не е дел од ставовите на родителот, за да дете биде, да кажам, среќно, задоволно, да не плаче. Другиот тип на родителство е родителство кој што емоционалноста е на пониско ниво, а контролата е на повисоко ниво. Тоа значи дека овие родители многу повеќе ќе обрнат внимание на принципите, вештините, евентуално образовниот процес, воспитниот процес, а многу помалку на емоционалноста на детето. И овие се поригидни, се перцепираат како построги родители. И тука се родителите кои што идеално би било кога и емоционалноста и контролата ќе бидат на високо ниво и луѓето ќе научат да ги препознаат адекватните потреби на децата и на тој начин да одговорат. Изборуваме за еден автократски, да кажеме, но сепак демократски стил на родителство, каде што родителите успеваат да разграничат, да одговорат и на емоционалните потреби, меѓутоа и да го следат когнитивниот и со тоа и воспитниот развој на детето. И секако има луѓе кои што не ги препознаваат ниту едните, ниту другите потреби и тогаш зборуваме за неадекватно родителство во однос на непрепознавање на потребите на децата и тоа е блиску до запоставувачки родителски стил. Оно што е интересно,
А тоа и праксата и истражувањата повеќе идат во прилог дека децата подобро се снаоѓаат кога родителите имаат сличен стил. Дури и да е тоа, да кажеме, повеќе обрнување внимание на воспитниот процес, а помалку. Кога едниот родител е на една страна, а другиот родител на друга страна, децата наоѓаат некој начин да одговорат и на двата воспитни стилови. Например, ако еден родител сака дете да ја јаде зеленчук, другиот хамбургер, дете ќе престане да јаде или се ќе јаде. Се создава еден вид конфузија во главата на детето, што треба, а што не треба да прави. И ова е некако приказна која што грубо ги разликува родителските стилови. Родителството е трансгенерацијска приказна. Ние немаме школи за родителство, тоа е нешто од поново време и најчесто луѓето учат, несвесно, ненамерно, од нивните родители. И некако се отсликува низ генерациите. Меѓутоа, во денешно време навистина е предизвик да се биде родител, затоа што некои работи кои што биле важни во минатото веќе имаат поразлично значење. Се наметнуваат нови вредности кои што општеството ги бара. И во целата таа збрка, родителите некогаш и не се снаоѓаат, да кажеме, во некои ситуации. Колку е, например, попусливоста на родителите или обидот секогаш да бидат блиско до детето, да му помогнат, да му се најдат прирака, може да биде добро или лошо како вештина во поглед на развивањето на личноста на самото дете? Кога зборуваме за попустливо родителство, каде што емоционалноста на детето е на многу високо ниво и на родителите им е важно, некаде дел по дел они почнуваат да го презаштитуваат детето со тоа што ќе пишуваат домашни за него, со тоа што ќе му бираат другарчиња, со тоа што постепено сите одлуки во животот на детето ќе почнат они да ги носат. И на некој начин детето неспецифично за неговата возраст станува зависно од родителите и на еден начин наместо да ја градат самостојноста, тие се повеќе ја намалуваат до степен на инвалидитетот. Не е физички, меѓутоа, ако дете во еден развоен стадиум, кој што е 10, 11 па и натака, не може само да одлучи со кого ќе се дружи, како ќе се дружи. Нема да може да се справи во социјалните релации со другарчињата, туку мама или тато ќе го прават тоа за него, па и они ќе учат за него, тоа веќе станува се повеќе и повеќе зависно од родителите. Така да идејата да се помогне станува идеја на начин на кој што повеќе му се одмага на детето со тоа што на некој начин се одложува самостојноста на децата. Рековме дека родителството можеби нема училиште каде да го научиме, но во секој случај постојат некои вештини кои што со помош на психолог, педагог, доколку разговараме, можеме да ги развиеме и да ги донесеме на едно друго ниво. Сигурно, нас не обучуваат за професионални вештини, за возење, за сите работи. Никој не научи како да бидеме родители и како да бидеме партнери. Веројатно, животот на тоа не учи. Она што е важно за родителството, и тоа е и културолошка наша приказна, а тоа е да како општество нас подрага ни е критиката, а многу по резервирани сме кон пофалбата. Се чини се уште важи она немој да пофалиш да не расипеш. И тоа многу е видливо во односот со родителите. Зборувам во односот родители и деца, особено кај помали дечиња. Родителите многу полесно име да кажат немој да го правиш тоа, немој она, немој ова, отколку да кажат што да прават на децата. И во тие сегменти, ова е веројатно една од суштините на родителството, кога се работи за помали дечиња, кога дете ќе трне да бара нешто, родителот вика не може. Не знам, што и да е тоа, сладолед, чоколадо, играчка некоја скапа. И дете нормално почнува да плаче, да реагира некаква, да направи некаква реакција. Би сакала да ја споменеме комуникацијата. Често пати се забележува како некои родители се обидуваат да разговараат со децата на јазик како да разговараат со мали луѓе, а не на јазик кој што е нормален. Во принцип, колку е тоа добро или лошо? Во смисла, дали ако разговараме со децата на истиот начин како со личности, тоа ќе биде многу подобро отколку да го
искривуваме јазикот на комуникација. Зборувате за оној бебешки јазик. Да. Так. Сигурно кога дете има мала возраст, некако автоматски ние се прилагодуваме на јазикот и интересно е кога они нема да изговорат правилно зборови и се прилагодува. Меѓутоа како расте детето, одлично е да ние се адаптираме, да бидеме малку на повисоко јазично ниво за во комуникацијата со детето и да не се користат такви термини. Затоа што тоа е нешто што детето сака да го постигне, а ние, родителот, најчесто е модел, е идол за детето кој што сака да биде. Меѓутоа, кога родителите тргнуваат да зборуваат со децата, тешко им е не само јазикот, дали е бебешки или е јазик на возрасен, туку концептите им е тешко да ги прилагодат за да ги објаснат. Не знаат. Имаат потешкоти како да доловат што значи љубов, што значи приврзаност, што значи другарство, што значи особено оние табу теми кои што се во нашето општество и практично ги блокираат, а дечињата сигурно ќе прашаат затоа што не знаат тоа што значи. Важно е да поимот или она што го интересира детето е заинтересирано, е љубопитно да се приближи, да се поедностави, за да дете го разбере. Јазикот не е важен, затоа што како ги објаснуваме ние на возрастните работите или во литература ги читаме, децата на таков начин не можат да разберат што се случува. Во последно време се почесто се среќаваме со терминот позитивно родителство. Што тој значи? Па најголем дел и од тоа што ние го зборувавме, затоа што позитивното родителство некогаш се разбира како, проамеричка работа, ајде сега ние се ќе фалиме, Меѓутоа не е така. Навистина не е така. Позитивното родителство подразбира да родителот повеќе обрне внимание на интеракцијата со детето. Да родителот на тој начин повеќе го запознае детето. Има редовни вежби кои што се дел од позитивното родителство и траат само 5 минути, а се клучно важни, а тоа е простор каде што родителот има време со детето. Во тој простор детето треба да биде лидер. Детето да биде тој кој што ќе носи активноста, кој што ќе го води родителот низ активноста, а родителот да го следи. Ова е многу важно, затоа што иако трае 5 минути има огромни ефекти. Тоа дава еден пристап каде што детето се чувствува компетентно, расте самодовербата, гледа дека родителот го следи, го почитува, дека тој тоа што го прави е прифатливо за родителот и некако многу полесно е да и родителот го следи. Кога ние ги фалиме децата, не ги расипуваме, меѓутоа е важно да ние ги пофалиме за конкретни активности во конкретно време. Не е многу убаво ја напише домашната пред 5 недели, туку сега, во моментов, за да знае точно што. Фалбите како добар си, успешен си, напреден си, децата не ги разбираат. Па не знам дали и ние возрастните ги разбираме. Меѓутоа, кога ќе кажеме одлично, баш убаво ја среди надкасната или работната соба, е нешто што децата го разбираат. Колку повеќе ги фалат за конкретни активности, толку повеќе децата се трудат да добијат повеќе пофалби. И секако ми се чини дека сите родители се лизнуваат во нивната амбициозност и ги даваат пофалбите на начин супер ја среди собата, а мај сега и тетратките да ги средиш. Тоа не е пофалба. Кога има пофалба, критика, тоа кажува да, добар си, ама не си доволно добар, ја не сум задоволен со тебе и децата не ги прифаќаат. Ова се помага и ова се концепти од позитивно родителство, да децата се чувствуваат посигурни, да децата се чувствуваат посвои, покреативни, да они повеќе споделуваат со родителот, да они имаат повеќе доверба во родителот и да постепено се јакне таа релација. И вака кога зборувам, не е дека се е само пофалба, апсолутно родителите имаат две задачи. Тоа е секако негувањето на децата, меѓутоа и воспитниот процес и воспоставување на граници докаде може да иде да се движат нивните деца. И секако, позитивното родителство не кажува дека родителите треба само да се грижат и да ги фалат децата.
треба да воспоставуваат правила, треба да воспоставуваат не казни, туку последици кои што ќе помогнат децата базично да научат дека одредени однесувања носат одредени последици. Она што често се случува кај нас е, ако дете не му иде математика, се казнува да не иде на фудбал, а он е добар во фудбал. Тоа е казна, затоа што тоа нема да помогне ниту на родителот, ниту на детето. Последицата е нешто што на детето ќе му помогне да го подобри однесувањето, дека нема да го доживее како престрога казна. Ајде, гризни. Вкусна ли е? Загорка Аврамовска е сопственичка на печатница и мајка на 4-годишниот Бојан. Пандемијата уште повеќе ја нагласила нејзината креативност и придонела за создавање на едно ново, секојдневно хоби во игра со нејзиното синче. Тие заедно создаваат креативни чинии од оброците на Бојан. Оваа убава навика доби своја Инстаграм страница, приказна во чинија. Приказна во чинија настана кога Бојан пристана да посетува градинка и јас останав дома пред новите ковид мерки. Времето го поменуваме во цртање, боење, активности. Бевме ограничени да излегуваме надвор и сето тоа време гледав да го исполнам со нешто што него ќе му биде забавно, а воедно и јас да ги завршам домашните обврски. Така да си велам, тој од малку пројавува интерес кон готвење или некои намирници кога ќе купам, па гледам он сака да ги допира и викам да пробаме, можеби ќе му биде интересно ако работиме нешто заеднички. Не секогаш на почетокот пројавуваше желба да работи со мене, меѓутоа кога после ги виде чиниите, му се допадна идејата и почна тој да сецка, да меша со миксер. Нормално не го дава остри предмети, меѓутоа да намачка од хумусот или да исече некоја пиперка со моја помош. Бојан наскоро ќе наполни 5 години. Влюбен е во читање. Бојан многу сака да чита. Да чита не. Сега тој знае сам да чита. Сака вообичаени детски игри. Сака да игра многу со колички, сака да игра со сложувалки многу. Сложувалките му се омилени уште од пораната возраст. Сака да скока, да трча, све сака да прави. Секој ден има различни нови желби, меѓутоа најголема љубов е читањето. Бојан ужива во креативната игра која е одличен начин како да се поттикне детската фантазија и љубопитноста, но и да се создадат здрави навики во исхраната. Никогаш не можеше да дочека да ја стави во тањурчето каде што ќе се договориме дека треба да стои, тој ќе ја пробаше, но интересно беше. Не секогаш работел со мене, некогаш ќе го направам чинивчето јас, па ќе му го покажам, па тој со воодушевање ќе го изеде. Нејзиниот совет како мајка го споделуваме како инспиративна порака за крај. Им препорачувам пред се да се симнат на нивно ниво, да бидат деца. Ме разбирате? Затоа што така најмногу ќе му се доближат на детето, а и така највеќе ќе им бидат интересни во што и да изработуваат. Не мора да се чиниете, може да се било какви активности измислени, видени, направени, не исто како што се видени, меѓутоа заедно да ги работат со децата, не сами тие, да му дадат. Ако мајката исече, со ножички не секој дете може, не секоја возраст, тој да обои, па потоа заедно да ги залепат со лепак. Ми стигаат многу пораки во инбокси од мајки што ги познавам и од мајки што не ги познавам, се само следачи на Инстаграм и Фејсбук. Тие се воодушевени, понекогаш ми праќаат и чини од нивните домашни припремања, како они со децата спремаат. Има некои баби кои што спремаат за своите внучиња, па ќе ми испратат дали е добро, дали се на добар пат, како тоа го направиле, секогаш ги охрабрувам да продолжат. Загорка е мајка која сака во воспитувањето да користи разговор и многу лични примери. Смета дека тоа е најдобар начин да се пренесе поуката. Сметам дека преку поуки и спрема своите примери треба да ги воспитуваме и децата. Попустливо. Па
се трудам да не бидам попустлива, да стојам на зборот што ќе го кажам, меѓутоа никогаш не секоја ситуација дозволува да тоа нели се изведе до крај. По принцип сум строга, но таткото е тој кој што попушта стално во нашето семејство и Бојан едва чека да се врати тој од работа. Па гледам да е тоа најчесто со пример од секојдневието, за да може да разбере. Знаеме дека живееме во едно демократско општество во кое што не се цени толку онаа послушност, конформизам, други се вредностите во ова време, така што тоа традиционално автократско и строго воспитување, каде што се бара послушност од детето, каде што не се објаснуваат пораките или одлуките што се носат или причините за забрана, за казна и така натака, тоа во денешно време не функционира и што велите е штетно. Наспроти она родителство кое што повеќе ја развива индивидуалноста на детето, автономијата, слободата на детето, секако дека со поставување на одредени граници кои што се објаснуваат зошто се поставуваат, треба детето да ги разбере, значи во заедничка комуникација. Позитивно родителство е ефикасно родителство, значи она кое што поттикнува, повторно ќе кажам, автономија на индивидуата, на детето, слобода, во кое што се комуницира со детето, во кое што се донесуваат заеднички одлуки, но секако дека родителот треба да е свесен дека неговите зборови, неговите мислења се респектирани од страна на детето. Понатака да биде свесен родителот дека дека неговиот темперамент треба да колку се сложува со темпераментот на детето. Тоа е исто многу важно затоа што родителите, нели децата може да имаат различни темпераменти и заради тоа очекувањата од родителите за однесувањето на детето може некогаш да не се остварат бидејќи не соодветствуваат. Значи за тоа треба да биде свесен родителот, потоа јасно да ги постави очекувањата од детето, што очекува од него, колкави високи барања, колку може детето да ги постигне. Една опуштена семејна атмосфера во која што убаво е да владее хумор, да се кажуваат секојдневните активности или доживувања што се случиле во денот. Така што тоа е едно позитивно родителство кое што развива психички здраво, весело дете, со самодоверба, со одговорност за своите постапки. Дисциплината, како што нели во ново време не е толку ценета во смисла во насока на слепа послушност и почитување. Затоа таа треба да се базира на одговорност, развивање на одговорност на детето за сопствените постапки. А тоа ќе се случи доколку се разговара со детето, зошто одредено однесување или одредени постапки се добри или не се добри, кои се последиците и така натака. А казната не се препорачува толку, освен во некои, не знам, екстремни ситуации, бидејќи казната го спречува, значи тенденцијата на казната е да го спречи непосакуваното однесување, но со казната не се покажува какво однесување е посакувано, какво треба да има детето, средината, односно семејството. Семејството е првиот социјален свет на детето и моделите на однесување секако дека се родителите и тие го обликуваат ја обликуваат на некој начин личноста на детето со тоа што со нивното однесување и со односот на нивниот однос со детето. Не постои златна формула или магична формула која што ќе ни помогне да бидеме најдобри родители, но сепак постојат златни правила кои ќе ни бидат од корист. Останете со нас и погледнете што ви подготвивме во денешното истражување. Не постои магичен рецепт за воспитување кој би служел на сите родители и би бил адекватен за сите деца.
Сепак, можеби постојат одредени златни правила на воспитување кои би им помогнале на родителите како насоки за градење на основа на сопствениот начин на воспитување. Пред се треба да имаме визија за себе и цел за нас како родител, што е тоа што сакаме да го постигнеме во родителството. Тоа значи дека треба да зрачиме со некаква психолошка моќ. Дете бара инспиративен родител кој што ќе му понуди механизми, вештини, способен родител кој што ќе зрачи со една родителска самоувереност. Например, обидете се да му кажете благодарност на детето секогаш кога тоа ќе го заслужи. Например, ти благодарам што ми го донесе тоа и тоа, или ти благодарам што се грижеше за мене. Ти благодарам што успеа да го направиш ова и ми помогна да направиме нешто друго. Значи, благодарност и изразувањето на благодарноста кон детето е еден чинител кој што ја потикнува почита. Потоа, упатување на пофалби и награди, кога сакаме да изразиме некаква восхит кон детето за нешто што сторило, кое што е од восхитувачки карактер и кое што треба да му го потврдиме. Доследноста во она што го зборуваме. Значи, тоа што го зборуваме, тоа треба и да го видиме во пракса. Детето сака доследен родител. Пофалбата во воспитувањето мора да биде правило, а не исклучок. Незината функција е повратна информација за прифатливото однесување на детето. Ја изговараме за да му дадеме до знаење на детето дека тоа што го прави во околината е прифатливо и дека истото може да го прави и во иднина. Посебно треба да се потенцира дека пофалбата му припаѓа на детето како личност, например, ти си многу добро момче или ти си добро девојче, а не само како пофалба на посакуваното однесување на детето. Тоа всушност му помага на детето да формира позитивна слика за себе. Дисциплината е нешто кое што е насочено кон тоа детето како да научи самото да се контролира, и дисциплината значи дека родителите треба да планираат, треба однапред да предвидат некои работи и треба да имаат, односно бара трпение. Во дисциплинирањето се вклучени многу позитивни техники на позитивни пристапи на воспитување, односно значи дека има многу наградување, многу пофалби, она што е многу значајно во воспоставување на рутини и на правила кај децата и воведување на последици. Целите, подобрувањето, ограничувањата кои му ги поставуваме на детето мора да се соодветни со неговите способности. Премногу ниските цели не се предизвик за детето и не водат кон исполнување на неговите потенцијали, а превисоките пак цели предизвикуваат премногу негативни искуства и можат лошо да влијаат врз сликата за себе. Кога се обидуваме да критикуваме однесување, многу е важно да не ја критикуваме личноста на детето, него да го критикуваме неговото дело, односно однесувањето или нештото што се случило или детето што го направило. Тоа подразбира да не упатуваме омаловажување, навреда или етикетирање на детето во однос на тоа што го направило, или како однесување или како действие. Кога детето не се однесува соодветно со правилата и договорите, потребна му е повратна информација во врска со тоа. Важно е критиката секогаш да се однесува на детското однесување, а никако на него како личност, односно никогаш ти си злобно девојче. Туку тоа што го направи не е во ред. Мора да содржи објаснување зашто однесувањето не е соодветно, кои се последиците од истото и кое однесување во таква ситуација е прифатливо, односно очекувано. Тоа е единствениот начин детето да извлече поука. Позитивната дисциплина е токму еден од аспектите на кои што се заснува позитивното родителство меѓу останатите. И позитивната дисциплина значи дека родителот заедно во комуникација со детето го учи како да ги контролира своите импулси, како да го контролира своето однесување, како да гради и да учи нови вештини, меѓутоа и како да ги поправи грешките и да гради механизми за решавање на проблемите. Тоа значи дека се воведуваат, како што претходно напоменав, тие последици и правила, меѓутоа и се дава објаснување зошто за да можат децата да разберат кои се причините, односно потребата од овие правила и последици, и со тоа што на децата ќе им биде објаснето, ќе им се посвети внимание, кога истите се воведуваат, се зголемува веројатноста дека тие ќе сакаат да ги следат и дека ќе ги почитуваат, отколку само да им бидат наметнати без можноста да им се објасни или единственото објаснување да биде затоа што јас така сметам или затоа што јас така викам. Одговорното родителство инволвира повеќе од насочување на децата во правилна насока.
Тоа инволвира континуирано мониторирање на сопственото однесување и реакции на начин на кој би сакале и вашите деца да го моделираат истото. Одговорното родителство вклучува моделирање и однесување на вредностите кои би сакале да ги видите кај своите деца, преку изнаоѓање на време во кое ќе може да го анализирате сопственото однесување и да направите позитивни промени. Она што е многу важно е да научите да препознаете кога и самите ќе манифестирате некое негативно однесување или навика. Во тие моменти многу е важно извинувањето и признавањето на грешка кон детето. Со овој процес му помагате на детето да ја научи вредноста на себесвесноста, да ја препознае потребата за позитивна промена и да превземе одговорност за своите избори и однесувања. Ако го зборуваме за традиционалното воспитување, традиционалните модели, ако велам сега не можеме се што да ставиме по традиционален модел и за прашањето е што е традиционален модел, јас не би одела социолошки со тоа дека не може да се примена денес. Првенствено кој традиционален модел, во смисла не патриархалниот тип, да, можеби тој не е толку добар или тој автократски тип каде што нели патер фамилија, сладко тој е глава, немаме поделба на улогите и така натаму, но сепак има одредени традиционални вредности кои што е добро денес да се применуваат. И јас тоа често пати го кажувам и нас тоа ни покажа и самите истражувања кои што ги правиме. Значи, традиционалниот модел, ако го земеме од аспект на тој патер фамилија, со кој што кажав, каде што имаме татко глава на семејството, и тој е тој авторитет, тој е тој модел за идентификација кој што се слуша, неговиот збор, тој одлучува за се, и тоа не е добар модел, велиме, нели, бидејќи сепак живееме во едно совремие каде што зборуваме за егалитарно семејство, каде што зборуваме за нуклеусно семејство, каде што на пиедестал треба да бидат потребите на секој член на семејството, вклучувајќи ги нели и децата. Затоа велиме егалитарно, егал сте се еднакви. И од тој аспект можеби не е добро да се применува тој тип на традиционално семејство или модел, родителски модел што велиме. Бидејќи денес се залагаме за демократски модел, на облик на родителство, демократски, кој што за мене е најдобриот модел, бидејќи ги опфаќа сите оние вредности, аспекти на социализација кои што се круцијални за да може да се подготви едно дете за живот понатаму во општеството. Позитивно родителство подразбира родителство кое што значи комуникација првенствено, подразбира една добар однос помеѓу родителот и детето, но подразбира прво правилен модел за идентификација. Значи, позитивно родителство значи дека родителот треба да биде вистински модел за идентификација. Поготово кога станува збор, нели велиме семејството, колку и да звучи за марксистички, јас тоа го кажувам дека за мене се уште е нуклеус, тоа ни се покажа во едно општество и всушност позитивно родителство подразбира дека правилен модел за идентификација треба да биде еден родител, во смисла во однос на самата комуникација, во однос на постапките. Често пати се грешиме дека добар родител тој кој што можеби ќе биде пермисивен, премногу пермисивен. Во контекст на тоа се ќе допушта. Пермисивноста не е сегаш позитивна, ниту пак правилна и добра. Пермисивноста во одреден степен, ако земеме во контекст на можност да одлучуваме, тоа е позитивно за мене. Детето да одлучува, но сепак треба да се стави, да се моделира, да се стави во одредени граници, да се знае што е добро, што е лошо. Значи, тие морални вредности во контекст на позитивното родителство, моралните вредности треба да се пренесуваат на начин соодветен на годините на детето. Има огромна разлика помеѓу казна и дисциплина. Дисциплина подразбира и ако се свати во поширок социолошки контекст, дисциплината е дисциплина во смисла на дисциплина на целокупниот начин на живот, дисциплина во исхрана, дисциплина во хигиена кај детето, дисциплина во смисла не само во однос на неговото однесување, во контекст на тоа дали си мирен или си побесен или дали почитуваш или не почитуваш. Дисциплина е во однос на целокупниот животен стил. А казната е нешто друго. Казната е во контекст на оно што претходно го говорев. Награда и казна во однос на самото однесување. И тука сум дека сепак треба да постојат соодветни казни, и потоа казната на некој начин носи и до дисциплина, односно го учи детето, она што ви го споменав. Ако тоа направи нешто, ако тоа, например, удри свој другарче или се однесува насилно кон некој другарче, треба да има соодветна казна во смисла дека да речеме на сториното дело дека и да му се објасни. Денеска нема да се играш затоа ти што го удри другарчето, но и да му се објасни начинот на кој што треба да комуницира со другарчето.
И, значи, таа казна потоа придонесува за негова дисциплина во текот на целокупниот негов животен хабитус. Апсолутно имаме повеќе фактори и малку се разликуваат во однос на факторите денес и пред 30 години. Клучно, јас пак ќе повторам и за мене тоа е круцијално, тоа е семејството. Значи, она што во семејството, бидејќи тука велиме првите оние вредности, првите морални норми, првите постапки, првите модели идентификација се членовите на семејството. Прво нешто што учиме, го учиме во рамките на семејството и тоа се покаже и во однос на позитивното и на негативното. Да речеме, од аспект на тоа деца кои што вршат насилство и агресија се деца кои што се од дисфункционални семејства во најголем број случаи. Значи семејството е примарен фактор на социјализација и тука со ништо не може да се замени. Тоа што ќе се стекнат тие вредности, суштествени, тој целокупен вредностен дискурс е најзначајниот во рамките на семејството. Групата на врсници не смеме да заборавиме, иако денес, на пример, американските социолози ќе ви кажат дека можеби масовните медиуми, бидејќи живееме во ерата на масовните медиуми, социјалните мрежи и така натаму интернетот, имаат скоро исто влијание како групата на врсници. Ние сме растеле поинаку, ние сме растеле со група на врсници во вистинска смисла на зборот, нели? Играта на улица. Комуникацијата си го прави своето со група на врсници и тие се многу значаен фактор затоа што на тој начин вие учите едни од други, но и од тие групи на врсници учите дали детето ќе биде лидер, учите да се самобраните, учите како да комуницирате меѓу другарчињата, да не бидете. Денес имаме многу деца кои што развиваат индивидуализам и егоизам, затоа што се стават во центарот на внимание, нели, и нема тие повеќе врснички групи. Затоа велам масовните медиуми, да не бидам погрешно сватени, имаат многу позитивности, но од друга страна ги алиенираат, поготово овие нови социјални медиуми. Дете на 1 година веќе со паметен со смартфон игра, што за мене не е многу позитивно, но имаат влијание. И затоа се јавува одреден вид на агресија, затоа што и цртаните филмови што денес ги гледаат се поинакви од оние кои што биле пред 20 години. Покрај, значи, масовните медиуми, семејството, групата на врсници, тука ви се спортските клубови кои што имаат влијание, религиозните институции, затоа што во зависност од тоа, да речам, каде е, нели, во степенот на религиозност и секако дека круцијално и можете значајно образованието. Конвенцијата за правата на детето е најважен меѓународен документ кој што ги штити правата на децата. Тој е креиран, усвоен и ратификуван во време кога интернетот беше во рана фаза на развој и не ги препознава термините од дигиталното опкружување кое што денес представува природно опкружување на децата. Во стратегијата на Советот на Европа за правото на детето посебно внимание се посветува на правата на детето во дигиталниот свет кој што е неизбежно секојдневие на децата и адолесцентите. Децата растат во дигитален свет и без оглед на начинот на реализација, преку компјутери, конзолни игри, таблети или паметни телефони. Овој свет им нуди на децата многу можности. Пристапот до интернет и дигиталната писменост добиваат димензија на важен аспект поврзан со правата на детето, кои што се однесуваат на слободата на изразување, учество и образование. Дигиталното опкружување несомнено ги изложува децата на штетни содржини чии ефекти се манифестираат преку проблеми со приватноста и заштитата на податоците и други ризици, вклучително и сексуална злоупотреба. Особено е важно родителите и наставниците да бидат во чекор со технолошкиот развој, бидејќи во спротивно генерацијскиот јаз станува се поочигледен и попродлабочен. Ваквата состојба оневозможува идентификување, препознавање на ризиците и превземање мерки за превенција, спречување или одговорност. Да се биде родител може да биде понекогаш тешко, понекогаш лесно, некогаш едноставно, но она што е најзначајно е дека треба сите ние да бидеме најдобрите во поглед на трасирањето на патот на нашите деца. Веруваме дека приказните кои што ги споделивме во оваа приказна ќе ви бидат од корис. Довидување до следната.